А во Охрид во тек е летната школа за изучување македонски јазик, што традиционално ја организира Агенцијата за иселеништво. И токму ова е повод почитувани во ова издание на Утринска на прва, мој соговорник да биде Никола Шалваринов, директор на Агенцијата за иселеништво на Република Македонија. Добро утро, ви благодарам за поканата. Ова е 10-то и јубилејно издание на Школата за изучување македонски јазик и ова е повод секако да се потсетиме малку и на почетоците на функционирањето на една ваква школа и на целта да биде организирана. Летната школа по мајчин јазик, што претходно беше брендирана летна школа по македонски јазик, е создадена и понатамошно се работи на истата со цел асимилација на намалувањето на асимилацијата кај најмладите кај децата на иселениците од Македонија преку изучувањето на нивниот мајчин јазик. Оваа година имаме часови покрај македонскиот, имаме часови по албански јазик за дечињата по потекло од Македонија кои се пријавија да го изучуваат албанскиот јазик, како и се приклучи проектот од Хрватско-македонското друштво, Дружењето на децата од диаспора, и они имаат часови по хрватски јазик, тоест децата на хрватската диаспора од Македонија изучуваат хрватски јазик при нашата школа. Токму така за тоа, како што рековте, е наменета, односно е пренасловена во Школа за изучување мајчин јазик. Колку деца имате пријавени сега, конкретно годинава, колку деца го изучуваат мајчиниот јазик, од кои земји? Спомнавте Хрватска, Албанија, од каде се уште имате? Имаме 44 деца. Немаме деца од Албанија, имаме албанчиња по потекло од Македонија, од Данска. Имаме од Англија, Хрватска, Словенија, Србија, Данска, како што кажав, Австрија, Италија. Многу ме израдува дека имаме од повеќе места и од секаде се пријавија. Убава е навистина оваа информација. Која е возраста на децата која посетуваат школата? Ние која правевме програмата оваа година со цел да се зајакнат врските помеѓу самите деца, одлучивме да ставиме оваа година прв пат едни граници на годините на децата кои што може да се пријават од 12 до 16 години. Нормално допуштивме мали промени, тоа беше зависно од пријавите, но генерално се движат околу 12 и 16 години. Школата започна на 26 јули, што има можност конкретно во изминативе денови да слушнат и да научат децата. Колку што знам, децата не изучуваат на оној класичен начин, не е класична настава, се запознаваат со многу интересни содржини. Да, значи, сепак со моето поставување на функцијата ја воведов еден нов стил на менаџирање на агенцијата и нов пристап. И во тој контекст беше и новата организација на летната школа. Покрај часовите по мајчин јазик, стандардните часови, значи во училна, со помош на наставничките кои што се присутни на летната школа, ние имавме театарски представи, моменти за таа наивна уметност каде што дечињата може да се изразат својата креативност. Со поддршка на Музеот на Македонија имавме разни настани, предавања, кои што со нивните совети најлесно и наједноставно можевме да ја представиме историјата на Македонија. И ред други настани, како прошетки и така натака. Школата завршува утре. Дали сте задоволни од интересот на децата, колку тие се вклучуваат, ја следат наставата, се активни? Јас сум презадоволен. Само што сакам се повеќе и повеќе деца да се пријавуваат во иднина и ние како државен орган одговорен за иселеништво да обезбедиме услови сите да присуствуваат на овој тип на настани.
Па токму за сите оние кои го следат нашиот разговор, може би еве, како трае процесот на пријавување за посета на школата, кога може да се пријавуваат, како сето ова функционира? Процесот е едноставен. Ние го праќаме предлог планот до владата на Република Македонија, предлог буџетот, базирано на колку е одобрено за следната година, ние ја ги разграничуваме можностите. Значи, оваа година имавме капацитет да запишеме толку деца, се надевам во иднина ќе имаме поголеми капацитети. Праќаме ние дописи до сите иселенички друштва, ги користиме социјалните медиуми на агенцијата и принципот е кој прв ќе се пријави, тој влегува на летната школа. Се надевам дека во иднина ќе имаат можност повеќе деца да научат нешто повеќе, нели, на мајчин јазик. Што добиваат децата за изученото, освен нели знаењето што го добиваат за сопствениот јазик, за Македонија и ја запознаваат, добиваат ли некаков сертификат или некаква диплома? Чисто за информација, еве. Да, добиваат пакет, значи за време на летната школа најмивме професионален фотограф и снимател кој што цело време за време на настаните ги снима децата, значи ќе имаат пакетот со слики, видеа и така натака, кој се надевам дека ќе им остаи еден албум како за да може да се потписуваат во иднина. Им добиваат диплома издадена значи од агенцијата за завршена летна школа по мајчин јазик и добиваат проектот кој што го правеат таа наивна уметност, каде што на едно големо платно ние изразија својата креативност преку бои и игра, истата ќе ја добијат во помала верзија нормално како дел од финалето. Така. Што говори искуството? Еве, се навраќаат ли децата повторно? Сакаат ли повторно да ја посетат школата, да научат некои нови содржини? Да, имаме и голем дел, имаме десетина, ми се чини, не ме фаќате за збор дечиња кои што претходно присуствувале на школата, но другите оваа година се нови, бидејќи го немаат искусено истото. Но интересот е тука, сакаат се повеќе, овие дружења што овде ги прават, јас ми се чини дека ќе им останат за цел живот и се надевам дека ќе им останат. Така, летната школа за деца на иселениците е само дел од активностите на Агенцијата за иселеништво. Еве, може би ова е прилика и да ни кажете кои се следните активности, какви се плановите? Да, во план е да се целосно да се смени системот на пристап на агенцијата, но да не се занемарат проектите кои што се важни, кои што се добри. Во која смисла? Сакам да се смени системот во смисла да искористиме модерната технологија, да го искористиме интернет, да ги искористиме социјалните медии. Ние правиме, се концентрираме на изучување на мајчиниот јазик кај најмладите. Се со цел да ја намалиме асимилацијата на најмладата генерација во странските држави преку изучување на мајчин јазик. Во тој контекст планираме да правиме мобилни апликации, игри за телефони, анимирани филмови, се со цел да го разбудиме интересот, да оставиме еден добар прв печаток кон мајчиниот јазик на иселениците од Македонија и базирано на тоа они да ја развијат љубовта кон нашата држава. Така, ова е период од годината кога и голем број иселеници доаѓаат овде во Македонија. Убаво е, нели, да се контактира со нив и да имаат сознанија за она што се прави овде. Вам ви благодарам што бевте дел од ова издание на Утринска на прва. Се надевам ќе имаме можност и натаму да контактираме, да даваме корисни информации. Пријатен ден ви пожелувам. Пријатен ден, ви благодарам за поддршката и поздрав до сите слушатели. Пријатен ден, го слушнавме Никола Шалваринов, директор на Агенцијата за иселеништво. Повод е организирањето на 10-тото јубилејно издание на школата за изучување мајчин јазик, што се одржува во Охрид.